се тактизира со изградбата на двете мини хидроцентрали на Мала река во Кочани и Шталковица во Пробиштип. Министерот за животна средина топката ја префрли кај градоначалниците. Тој денес од Штип им порача дека треба уште еднаш со граѓаните да ги разгледат овие проекти и да ги известат доколку има нови мислења, односно се спротивставуваат на нивната изградба. Меѓутоа треба градоначалникот да седне заедно со граѓаните да ги разгледат уште еднаш овие прашања и да ни пратат евентуално ново мислење од ваша страна тука, па евентуално ако има некој поинакво мислење, тоа ќе се мени и ќе смениме нашето решение. Денес во Штип министерот Нуредини најави дека е изготвен и акцијски план за заштита на Преспанското езеро. Доброволно се ангажирани 20 експерти кои треба да дадат одговор на прашањето дали покри природните причини виновни за намалувањето на нивото на водата е и човечкиот фактор. Значи, клучна е тука таа соработка трилатерална помеѓу нашата земја и нашите соседи. Значи, ние повикавме таа комисијата и комитет да се состане. Значи, има неколку аспекти, значи, со декади тој проблем се одолговекува. Значи, тоа што се случило, значи, намалувањето на нивото на езерото со декади кој што се случило, не може да се постигне веднаш. Ние би сакале, значи, тоа ниво полека да се издигне, меѓутоа тоа треба да се случи за еден подолг период и да се случи природно. Во меѓувреме инспекторите се уште го подготвуваат извештајот во врска со испуштањето на темната супстанца во Дебарско езеро.